Токму пред една година се случи незамисливото. Воена агресија во Европа во 21. век по децении внимателно и вешто граден меѓународен правен поредок заснован на правила и принципи. Денес, точно една година од агресијата врз Украина и украинскиот народ, кога народот на Украина страда од злото на неиспровоцирана, неоправдана и намерна агресивна војна, ја искажуваме нашата несебична и пријателска поддршка во знак на солидарност, бидејќи денес е Украина, но утре може да биде било која наша држава, која се подпира на новите нормите и принципите на меѓународното право и ја смета повелбата на Обединетите нации како неоспорна гаранција за нивната независност, суверенитет и територијален интегритет. Руската Федерација ги прекрши овие фундаментални принципи, кои сите ги негуваат и за кои сите се согласуваат без оглед на разликите кои постојат меѓу нас како држави некогаш. И затоа заслужува осуда, затоа што не е прифатливо некој, особено да не зборуваме кога станува збор за постојан член на Советот за безбедност на Обединетите нации, наводен чувар на мирот и стабилноста во светот, под било какви околности изговори да изврши инвазија на суверена држава, да ја уништи нејзината инфраструктура и да нанесува неподносливо страдање на цивилното население. Не можеме да дозволиме или да признаеме територијално освојување на окупирани територии, ниту смешно организирани и фалсификувани референдуми на така окупираните територии. Не можеме ни да прифатиме враќање на разни сфери на влијание, владење на силата и наместо на правото и владење на правото на силните и тие да одлучуваат за судбината на другите народи. Енергетската безбедност и безбедноста на храна во светот се само дел од директните последици на оваа агресија од која што сите страдаме, но најголемата опасност лежи во оспорувањето на целиот меѓународен правен поредок заснован на правила. Меѓународната заедница, отелотворена во Обединетите нации, не може да си дозволи ова грубо кршење на сите норми и принципи на меѓународното право да помине без одговор. Правдата и одговорноста се потребни пред се заради жртвите, но тие се и предуслов за избегнување на понатамошни агресии и неиспровоцирана употреба на сила во меѓународните односи. Северна Македонија го прифати ова барање, ја поддржа истрагата на обвинителите на Меѓународниот кривичен суд за војни злосторства и злосторства против човештвото, извршени во Украина. Дополнително треба да се имплементираат и целиот меѓународен механизам на човекови права во борба против неказнивоста и одговорање на одговорните за војни злосторства и други прекршувања на меѓународното хуманитарно право, како и за злоупотреба на човековите права. Усвојувањето вчерашно на резолуцијата на Генералното собрание на Обединетите нации од огромно значење во овој поглед. И би сакал во овој контекст да напоменам дека Република Северна Македонија е иницијален ко-спонзор и гласаше за резолуцијата што вчера се усвои со 141 глас за, 7 против и 32 воздржани на 11-та специјална сесија на Генералното собрание, што повика наставање на крај на војната и целосно и безусловно повлекување на Руската Федерација од територијата на Украина и прекина сите насилства. Од 1 јануари оваа година Северна Македонија го презеди претседавањето со најголемата регионална безбедносна организација во светот, ОПСЕ. Руската агресија врз Украина ги нагризува и основите на оваа организација со прекршување на одредбите од завршениот акт од Хелсинки. Министерот за надворешни работи Бујар Османи неговото прво патување во странство како претседавач со оваа организација ја посети токму Украина и Киев и имаше можност да ги види исто како и претседателот на собранието и министерката за одбрана сите страдања, покрај сите уништувања, сите страдања на цивилното население, вклучително и да може да разговара со луѓе. Бидејќи токму како што е и слоганот на нашето претседавање со ОПСЕ, за луѓето се работи. Се поставува прашањето која е смислата на нашите политички действија на национално и на меѓународно ниво, да останеме неми пред човечките страдања предизвикани
не од природна катастрофа, туку од намерна, агресивна војна. Одговорноста денеска е морален императив, бидејќи е најефективното средство да се избегне ова да не се повтори на друго место, на друга суверена држава и на друг народ. И како што и вчера министерот во Њу Јорк нагласи, цитирам, во еден момент оваа војна ќе заврши и ќе се обнови инфраструктурата, ќе се обноват и куќите, но жртвите на оваа агресија заслужуваат повеќе и заслужуваат правда. И човештвото заслужува подсврста и закотвена основа за избегнување на агресивни војни во иднина. Одговорноста не е цел сама по себе, но тоа е неопходна алатка за обезбедување на мир, стабилност и безбедност ширум светот. Горди сме на нашите украински пријатели во истрајноста да ја одбранат својата земја и принципите на демократијата и слободата. Истовремено, целата меѓународна заедница мора да остане обедината и посветена на овие страшни злосторства против украинскиот народ да бидат соодветно и правично процесуирани, а извршителите да одговараат пред лицето на правдата. Слава Украини, слава геројам Украини!